Почитувани гледачи, добар ден. Јас сум Сања Димитровска, ова е Добриот доктор. Денеска ќе зборуваме за алергиски ринитис кај децата. Кои се симптомите, како се разликува од настинката, кога треба да се започне со терапија и колку долго тоа трае. Мој денешен гостин кој ќе ни ги даде одговорите на овие прашања е примариус доктор Елена Гиновска-Тасевска, педијатар во клиниката за белодробни заболувања кај деца Козле. Доктор Тасевска, добре дојдовте во Добриот доктор. Добар ден, поздрав до вас и гледачите на Сител телевизија. Ви благодарам на поканата. Сезоната на алергии веќе започна и тоа е очекувано. Ова е сега следниот период е оној кога ви имате и најмногу гужва во вашата клиника. Зошто децата често страдаат од алергиски ринитис? Ви благодарам на прашањето. Алергискиот ринитис, како ке возрастните, така и ке децата, е со тренд за пораз во последниве години, како и општо останатите алергиски заболувања. Носот е првиот филтер кај сите, па и кај децата, така да и очекувано е дека алергискиот ринитис е она која најчесто се јавува кај децата. Меѓутоа, причината е склоп на повеќе фактори. Пред се имунолошкиот систем, бидејќи алергискиот ринит е една подлога на имунолошка реакција кога децата реагираат на оние честички кои нормално треба да не реагираат како страни тела, односно алергените, па предизвикуваат една имунолошка реакција која доведува до алергиски ринит, но пред се генетските фактори. Секогаш кога ние прашуваме за фамилната анамнеза, односно дали некој од родителите и најчесто или еден или двајца имаат позитивна фамилна историја за алергии, и тоа е генетската подлога на која детето, но и во последно време пред се факторите на животната средина, на околината. Значи има повеќе теории. Едната е прерано изложување на децата на тие алергени, значи од најмалата возраст, урбаната средина, затворените простори во кои престојуваат децата, да даваат можност за повеќе контакт со тие алергени, а од друга страна пак една така наречена хигиенска хипотеза дека се повеќе ги чуваме стерилни децата, односно сето тоа е преработено здраво, веднаш реакцијата е многу поголема од очекуваната и од претходно. Може ли аерозагадувањето да биде еден од факторите? Секако, аерозагадувањето како тригер фактор врши иритирање на дишното стебло, кое е добра подлога за тие алергени и потенцирање на симптомите на веќе постоечката алергија. Така, и сега кога зборуваме за алергии, кивање, течење на нос се симптоми за настинка, меѓутоа се и симптоми за алергија. Што нешто ги буни родителите, дали е настинка или алергија, како да се разграничат, како да ги разликуваме тие симптоми? Е најчест алергискиот ринит, меѓутоа не секој течење на носот алергија. Родителите имаат обичај да кажат дојдовме алергично е, бидејќи е тренд да се каже дека секое дете е алергично, но не е така. Симптомите кои ги разликуваат во однос на вирусните настинки, па и грипот, периодот кој ни следува ќе имаме такви настинки, е сепак време траењето најпрв. Значи, алергиските заболувања започнуваат постепено и траат подолг период. Најчесто и подолго од 2 недели. За разлика од тоа, вирусните заболувања, тоа течење на нос, кивавица, започнуваат нагло, се влошуваат во рок од 5 до 7 дена и потоа исчезнуваат, односно детето е веќе здраво. Како и пропратните симптоми, кај вирусните настинки знаеме да имаме покачена телесна температура, за разлика од тоа кај алергиите немаме, проблемите со очињата, чешање, солзење, најчесто го нема кај вирусните, иако може да биде во склоп со тие катарални симптоми на вирусна инфекција, но трае многу кратко. За разлика од децата со алергии кои имаат навистина долг период со солзење и чешање на очињата, потоа кашлицата, кај алергиските заболувања најчесто е наутро, навечер, и таа е една сува кашлица, за разлика од вирусните имаме продуктивна кашлица поради обилната количина на секрет која имаат дечињата. Колку се точни оние размислувања меѓу родители кои си споделуваат искуства дека кај алергиите секретот од носот е бистар и кивањето не е еднаш-два пати, туку може 10 пати во серија, за разлика пак кај настинките дека може да кивне еднаш до 2 пати. Точно е, тоа е апсолутно точно. Секретот кај вирусните инфекции најчесто е бистар, но може да премине во склоп на некоја бактериска инфекција и обоен жолт, зелен, жолто-зелен, за разлика од тоа кај алергиските најчесто имаме бистра целодневна секреција. Имаат децата со алергиски ринит некои специфични, како да кажам, начини кои тоа го изразуваат, чешање на носот, алергиски поздрав, ликот на децата е сосема поинаков од оние кои се со вирусна настинка. Со настинка, така.
Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашата денешна гостинка. Пред да одиме, што може нели да предизвика, односно какви компликации може да настанат, кои, доколку смета, ги препраќа кај нас, сепак се реализираат најпрвен палета на исследувања за да ја потврдиме таа алергија или да ја исклучиме, а потоа се поставува на терапија веднаш доколку станува збор за алергија, се разбира. Колку долго треба детето да ја прима таа терапија за да се почувствуваат нели ефектите? Така, значи терапијата најмалку 1 до 2 недели треба да биде започната за да се почувствуваат ефектите, така да секогаш, еве јас им кажувам на пациентите, не прекинувајте бидејќи е подолгорочна терапијата и они сметаат дека кога детето ќе се подобри, веднаш дека треба да се престане со терапијата, напротив, во тој момент треба да се продолжи да се стабилизира детето и исто така не реагира толку брзо како при вирусни или бактериски инфекции, како што велат, нели, ќе дадат 2 дози на антибиотики, веќе нема температура. И они се откажуваат од терапијата бидејќи него имаат веднаш ефектот. Антихистаминиците, да, може да дадат веднаш ефект, меѓутоа назалните кортикопрепарати кои се пред се лек на избор за алергискиот ринит, им треба навистина барем 1 недела за да го покажат својот ефект. Што со децата кои што веќе знаете дека во септември, октомври, во февруари, март, значи ќе им се јават тие симптоми, односно ќе добијат алергија, кога треба да почна да ја примаат таа терапија за да не дојде до влошување на состојбата? Така, прашањето ви е одлично, бидејќи тоа ни е најголемиот проблем со кој се соочуваме. Ние целно им кажуваме на родителите кога знаеме, еве на пример дека станува алергија на полени која е во пролетниот период, им кажуваме да се јават на контрола во февруар. Но бидејќи децата им се добри, тој период тие не доаѓаат и доаѓаат кога има пикот на симптомите. Така да најмалку 1 месец претходно треба да се започне за детето да може, како што кажав, да се стабилизира и да не се појават воопшто можеби симптомите или доколку се појават сепак да бидат многу благи. Да. Пред да продолжиме, доктор Тасевска, имаме гледач, повелете во програма сте. Повелете, ве слушаме. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас, до емисијата и до докторката. Ви благодарим. Сакам да прашам. На Савајле, кога ќе станам? Носот ми течен секрето на од носот, имам кивавица, поготово пушам цигари, таква работа, ја запалувам првата цигара. Што може да направам? Ја и за кивањето имам по 3-4 пати искивувам. Така. Ова не е детската патологија, меѓутоа симптомите се тие, значи не се само децата оние кои што имаат мака со... Но добро што спомна господинот, бидејќи чадот од цигарите, никотинот исто е триер фактор и ги потенцира и провоцира овие симптоми. Секако треба да се обрати кај својот матичен педијатар да го упати за кај пулмоалерголог за понатамошно исследување господинот. Затоа што може алергија да се јави и во возрастна, во подоцнежна, не мора да почне да стартува така. Во првите години, иако знае да биде најчесто околу 4-та-5-та година, но знае и кај повозрастните секако да биде. Многу има од родителите што велат ја како дете сум немал, но во последниве години сепак имам симптоми на алергиски ринит или со потврдена алергија, но тоа се, како што кажа, факторите на средината, веќе ги немаме ние 4 годишни времења, најчесто ни се 2, па многу порано цветат. Меѓутоа, ова што го спомена нашиот гледач, ја пали првата цигара и тогаш всушност се активира тие симптоми да се провоцираат. Имаме гледач, повелете во програма сте. Повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден, повелете. Овдека една баба се јавува. Добро, повелете. Овде една баба се јавува, мојот внук има 13 години. Секогаш кога ќе настине, од носот му се појавува обилно крв му тече, што... А дали прима некаква терапија кога е настинат во носот одредени спрејови? Не, ништо не приме. Така. Еве, доктор... Епистаксата може да биде последица и од долготрајна употреба на кортикоид, меѓутоа доколку не прима, сепак треба да се консултира со оториноларинголог,
да се види дали има некоја анатомска, можеби физичка причина Или тенки капилари, кои што можеби Тие се најчесто во пролетниот период, се фрагилност на капиларите се јавува кај децата и не е невообичаено да имаме често крварење од носот, меѓутоа сепак треба да се иследи, односно да се прегледа. Така. Пред да го вклучиме следниот гледач, еве само да се надовразам на гледачката која што се јави. Претераната, односно неконтролирана употреба на спрејови, доколку лекарот каже 3 до 4 дена, меѓутоа некој продолжи 7-8, колку се токму вакви нуспојави да се појават и секреција, меѓутоа и сува носна шуплина. Секако, значи исто како на спротивното, кога не ги те користат кога треба, и прекомерената употреба си има своји последици, затоа треба да се слуша советот на докторот и сепак онолку колку е препишано. Одредени деконгестиви, например, кои се исто повеќе од 5 до 7 дена не би требало, бидејќи потоа имаат ребаунд, спротивен ефект. Спротивен ефект, така. Имаме гледач, повелете во програма сте? Ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Ме слушате? Да, ве слушаме, повелете. Добро, рака сега. Сакам да прашам нешто. Внукот спортува, ама пред тоа пие блок макс, не знам, болка некоја имал на петата, не знам, за да болело и се напил. Сега кога отишол на тренинг, добил некоја алергија, отекол, почел да кашла, кива, а тренира тенис. Што може да биде, дали може да биде од блок масот, нешто така, устата му отекла малце капаците и кашал, кивал, гуднеле на лекар, му дале сега контра тој сируп за алергија. И сега малце подобар бил. Од што може, дали може од блок масот? А дали тоа се случило веднаш од како го испил апчето или сирупот се? Не знам кога е испиено, важно на тренинг. Сигурно брзо е испил и отишол на тренинг. И тамо му се десило тој колапсус. Мисла, не се паднало, не се, сама така, почел да кашла, кива. Пред тоа беше на екскурзија во парк. Не знам, и тоа се деси така, се пие сируп за алергија, подобар е. И дали може од блок максо, како се вика тоа, не знам, не сум пила, и дали може од витамини алергија да се даде исто. Тоа за мене кажувам постара женато. Да. А на која возраст е вашиот внук? 11. Так. Колку може еве од лековите, меѓутоа ова колку што јас разбрав, еве кажа дека е баба, навистина веќе бурна алергиска реакција ова што се случило. Значи, предпоставам дека детето, бидејќи е на 11 годишна возраст, и претходно има примано блокмакс, но сепак никогаш не е исклучено, како велат, и од 101-иот пат на давање на одреден лек да се направи реакција. Значи, тоа не може со сигурност во никој случај да се знае, но не е исклучена и некоја од алергиите на инхалаторните алергени, бидејќи е во сала, колку што разбрав, спортува, така да можеби да е реакција од тоа. Сепак детето треба да се иследи за да се знае дали е точно, но прашањето беше дали може, да може да биде и од блокмакс, тоа може и од витамини. Предпоставам дека неопходно правење на тие алерготестови за да не дојде до повторна таква бурна реакција. Да. Секако и да не се повтори давањето додека не се реализираат тестови, бидејќи навистина доколку е тоа наредната реакција може да биде многу побурна. И само еве да одговориме и на другото прашање, дали витамини може да дадат? Може, од се може да имаат алергија. Мислам и на возрастна жена, како што кажа бабата, но и кај децата буквално алергените, значи може да бидат нутритивни, од храна, од лекови, инхалаторни, значи од се може да се појави алергиска реакција. Така. Еве јас се надевам дека нашата гледачка го слушна одговорот. Имаме гледач, повелете во програма сте? Повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Добар ден, во програма сте, повелете. Едно прашање за докторката, се работи за мојата жена. Кој стално добива некои алергии, правиме тестови, но никако не можат да откријат на што е алергична. Тоа ви е само дилемата како зошто не може да се открие? Да. Така. Предпоставувам да ви благодарам за јавањето. Предпоставувам дека тоа се случува и со деца, меѓутоа не може да се направат, не постојат толку, предпоставувам, и тестови за да се направи да, не сите алергени ги имаме, ги работиме најчестите, секогаш и на пациентите им велиме негативните тестови не значат дека детето нема алергија, така и за сопругата на господинот, доколку реагира на терапијата која е дадена за алергија, во тој случај се предпоставува дека е алергија и треба да се продолжи со терапијата.
Доколку не реагира, треба да... Тогаш да се пара друга причина за таквата реакција. Така. Да вклучиме уште еден гледач, повелете, во програма сте. Повелете, ве слушаме. Ало, Да, повелете, во програма сте. да поставиме на докторката едно питање. Повелете. Јас сум пчелар. Пред 20-30 години ме касна пчела. И имав црвенило на целата снага, како да кажа, на целото тело. Добро. И ми беше забранено да ида веќе во пчели. А јас и далje продолжувам и са ме каснале од тога и наваму може 1000 пчели. И ништо немам. Кажете ми што е проблемот. Така, јас ви благодарам за јавувањето. Еве прво да се нели да му одговориме на гледачот, меѓутоа пчелите, ободот од пчели е доста може да биде Бурен. сериозен алерген и да даде бурна реакција, меѓутоа еве што можело да биде, дали навистина била алергија од пчелите тоа што му се Можно случило? е да била првиот контакт е најчесто најбурен и не мора да значи дека е за цел живот, нели? Предострожност секако мора да има, но најверојатно бидејќи работи господинот, тоа е онаа сензибилизација постепено, така да верувам дека со текот на времето се сензибилизирал со помали дози и дека веќе алергијата ја нема. Значи Но може да сепак треба стане е имун на убодот Да. од пчелите, бидејќи ве рече 20-30 години си продолжил да работи. Да си работи и нема никакви проблеми. Доктор Тасевска, што со оние кои што веќе нели споменавме имаат хронична форма на алергиски ринитис. Значи не од аспект на тоа кога треба да ја почнат терапијата, меѓутоа каква е нивната состојба, на што можеби посебно треба да внимаваат родителите? Така, значи самиот алергиски ринит може да биде сезонски и целогодишен. Кај оние кои имаат сезонски и полесни форми може кај мал број на деца и да исчезне со текот на годините, но најчесто го имаат за цел живот, односно хронична, како што рековте, форма. Родителите имаат најголема улога, бидејќи се тие оние првата линија на заштита на децата. Честото проветрување, да не се отвара кога е сезоната на полени ветрови толку натре, значи менување на облеката, бидејќи полените секогаш се лепат и ги иритираат децата и во внатрешната средина, кога се дома, без разлика што претходно, измивање на рацете, лицето со ладна вода, тоа се оние превентивни, најосновни мерки кои изгледаат банално, но сепак многу им помагаат на овие деца. И тоа секако пред да се побара, нели, пред да се Така е. слушаат советите од педијатрите. Имаме гледачи, повелете, во програма сте. Повелете, ве слушаме. Повелете, дали имаме гледач? За служителите што се јавуваат, да знаат дека ова тема е за деца, не е за стари луѓе. Да го одимат времето, го одимат. Така, да. Меѓутоа секако ние дозволуваме да си кажат што им е проблемот кога веќе се јавиле нели во емисијата. Дали можеби имате и вие некое прашање? Не се исклучи гледачката, меѓутоа секако и беше забелишката на место, бидејќи најавив уште на почетокот дека е алергиски ринит кај деца. Дали имаме гледач? Да, имате. Повелете, во програма сте. Ајде да ги поздравам прво водителката, после докторката. Ви Ама благодарам. не ме слушат. Ало? Ве слушаме, во програма сте, повелете. Доктор на телефон во пензија. Добро. Ме интересира овој предпредходниот што се јави кој ќе запали цигара, као почнува да кива. Ме Добро. слушате? Да, ве слушаме, повелете. И сакам и на докторката, дали е алерголог или е дерматовенеролог, не слушнав од почеток. Меѓутоа, она што и го кажат овој пациентот со цигарите, што вели од првата цигара кива. Да. Ми се има случајно и мене, можда не од првата, ама петтата, шестата, почнувам да кивам 5-6 пати, ама ретко. То мислам дека се е од чадот дразнење на нервус олфакториус што е во носот. Од тоа е кивањето, да речам, провоцира чадот
кивање. Да, Не тоа ќе го да е кажа, алергија тука. го кажа и нашата гостинка, му го кажа тоа на гледачот, дека чадот може да биде факторот за што се јавува кивањето. Јас ви велам, работев 25 години и во домашно, и по селата, и на крајот 25 години заврши во брза помош, видов се. И од мене знам. Значи, скивањето ми е од чадот, од цигарата. А немам ни алергија, ни ништо. Неколку пати ќе кивнам и толку. Така, јас ви благодарам многу, еве, за јавувањето и за искуството што го споделивте. Еве, да се надоврзам и на нашиот гледач, значи не само на оној што пуши цигари па чадот, Пасивното. меѓутоа пасивното кај децата колку исто така може да иритира. Подеднакво исто како да се пуши, значи задимени простори во кои се пушело претходно, затоа велиме да не се пуши во присуство на децата, тоа да бидат отворени простори. Дури и родителите кои пушат, облеката и мирица и тие сепак ги иритираат децата понатаму, да. Така. Имаме гледач, повелете, во програма сте. Намалете го само звукот на телевизорот и повелете, ве слушам. Ало, добри доктор. Да, повелете. Повелете, ве слушаме. Намалете го, господјо, звукот на телевизорот, во програма сте, ве слушаме. Само. Добро, додека чекаме гледач да ни се уклучи, доктор Тасевска, колку алергискиот ринитис понатаму може да премине во астма кај децата? Така, не е правило, не секогаш, но кај оние деца кај кои има атопија, тој така наречен атописки или алергиски марш се вели. Значи, тие деца најчесто во доенечкиот период имаат проблем со кожичката, атописки дерматит, потоа може да имаат алергија на храна, преминува во алергиски ринит, кој може да заврши со астма. Велам, не е секогаш, не е правило да не се плашат родителите, бидејќи има доста дечиња со алергиски ринит. Меѓутоа, семејната историја позитивна за астма и склоп на останати генетски фактори може да доведат тој алергиски ринит да премине во астма. Особено ако не е контролиран, не се третира навремено, она што го зборавме нели за хроничниот, во тој случај да. Така. Имаме гледач, повелете, во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас, до гостинката. Ви благодарим. Мајка на 6-годишно девојче, кое што стално е болно. На 3-годишна возраст од непозната причина испука ушните тапанчиња и од тогаш секое настинување се затнува носето и повторно се префрла нели истекување на секрет во големи количини од душињето. Направивме, бевме на детска клиника Козле, правевме испитувања за алергии, искочи дека нема никаква алергија. Меѓутоа, овој период сега и на пролет континуирано по препорака на матичниот лекар давам лоратадин или летизен и се намалуваат секретот од носот, кивањето и кашлицата. Дали постои некое друго испитување кое што може да го направиме за да дознаеме дали има некоја алергија, пошто лековите и делуваат, а официјално она не е алергична на ништо. Така. Да, тоа веќе и го спомнавме, сега не знам нели колку сте нафатили од почеток, меѓутоа еве доктор Тасевска ќе ви одговори повторно дека некојаш и не може да се утврди, сепак да е алергија. Но ако делува нели терапијата и ние имаме оториноларинголози кои со физички преглед ја гледаат слузницата доколку имаме еден ливидитет, одредени промени кои укажуваат на алергија и без позитивни тестови може да ја потврдат дијагнозата на алергиски ринит. Така да не знам сега дали е уште во програма мајката, дали го има детето прегледано и оториноларинголог. Тоа е еден дел и сегмент од тоа, така да советувам доколку досега нема направено преглед да се реализира и тој преглед. Така. Еве јас се надевам дека го слушна одговорот нашата гледачка. Колку алергискиот ринитис, нели, која ќе се веќе дијагностицира, ќе се потврди кај децата, може да им го поремети сонот, да ја поремети концентрацијата, па и самиот квалитет на живот? Многу.
на вистина многу. Значи, овие дечиња со алергиски ринит најпрво имаат постојано затнато нос. Значи, тоа влијае пред се на спиењето. Тие дечиња спијат со отворена уста, хрчат кога спијат, може да доведе до апнеи во текот на ноќта. Сето тоа го нарушува сонот, а од друга страна неквалитетниот сон доведува до пореметување во наредниот ден во дневните активности. Значи, секако и во сите студии е тоа нотирано дека овие деца имаат повеќе проблем со меморија, со концентрација, или се пак премногу хиперактивни, баш од таа причина што немале доволно сон претходната вечер, но и во секојдневните физички активности. Значи, знаат да кажат, не можам тренингот до крај да го издржам, или постојано кивам додека сум на тренинг, ги ремети на вистина во секојдневните активности. Значи, сепак им го нарушува, како што споменавме, квалитетот на живот, така да. Имаме гледачи, повелете во програма сте. Повелете, ве слушаме. Ало? Да, повелете, ве слушаме. Дали може да разговарам? Да, во програма сте, повелете. Сакам да прашам за детенце, уште кога имаше годинка и пол, му беше поставена диагноза дека има алергија и ИГ-то му беше 4400. И потоа направивме секакви испитувања и го ставија на флексотидена пумпица, кортикостероиди во носот, сироп употреба рупафин за алергија и сега се уште, сега ќе полне 7 години и се уште се бориме со алергијата. Симптомите се се уште исти? Не спушта, само еднаш кога има спуштено. Значи немаше никакви реакции, само спуштање на плуќа. Така. Сега, дилемата ви е до кога тоа може да трае, така? Да, сега ИГ-то му е 2000, значи користиме се уште пумпица, значи он се заморува кога оди, не кога оди, тоест кога трча се заморува и сега тоа пумпицата дали е штетно да се користи, дали е само 2 пати по 1 паф ја користи, тоа е на база на одржување. Така. Така, јас ви благодарам за јавувањето. Значи, вредностите кои ги кажа мајката се навистина големи за тоталното ИГ како маркер, дали има некој дете или не алергија. Ета се намалиле со текот на времето, но се уште се многу високи. Редовна контрола, значи штетата што вели мајката дали е од користењето на пумпицата, се го оставаме на ваганус бенефит. Значи, она што детето спуштало, правило обструкции, секако завршувало сигурно, како што разбрав и со кортикотерапија, дали било мускулна, дали венска, така да инхалаторниот кортико секако има помалнус ефект и превентивното давање на истиот да не доведе до вакви спуштања што ги вели, односно обструкции кои навистина се измачителни за децата, е во корист. Тоа дали ќе трае за секогаш или не можам да дадам одговор. Тоа сакав и да ве прашам пред да го вклучиме следниот гледач, еве да се надоразам и на мајката што се јави, предпоставам и тие сите такви родители си ги поставуваат прашањата дали се надраснува алергијата, алергискиот ринитис или си продолжува си го носиме со нас? Спомнав малку претходно, значи кај многу мал број на деца каде што има сезонски карактер со поблаги симптоми може да го надраснат со текот на времето, најчесто продолжува во тек на цел живот, но сепак редовната контрола кај педијатар, еве конкретно за детето, сигурно има периоди каде што прави пауза, не ги држиме ние во текот на целата година на превентивна терапија, во зависност од претходните исследувања од на што било алергично детето, бидејќи сепак е од година и пол, така да одреден дел, например, на нутритивните алергени се надминуваат, алергијата на млеко, на јајца, така да затоа треба редовно следење и слушање на советите на докторот. Така. Имаме гледач, повелете во програма сте. Ало? Да, повелете, ве слушаме. Јас сум. Да, вие сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Се јавува една постара гледачка над 75 години. Се слушаме? Да, ве слушаме, повелете. Да. 40 години, еве, јас примам 2 пати годишно, пролет во февруар и сега пред една недела во септември флостерон. Дали е тоа мене ми помага. Некој вика дека демек било штетно, али секој лек нешто лечи, нешто мора да оштетува. Што ќе ми каже докторката?
Така е. Така, јас ви благодарам многу за јавувањето. Истото како и за фликсотидето кај децата, ова е нели лек за возрастни, така да што ми помага на пациентката и не е целогодишно, сепак кажа дека го користи само така да сепак да си продолжи се разбира во консултација со нејзиниот лекар. Така. И да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте. Ало? Да, повелете, ве слушаме. Сега сум јас. Да, повелете. Добро. Да го исклучам само телевизорот. Прво да ве поздравам вас и докторката. Ви благодарим. И нешто да ве прашам во врска со мојот внук. Сега има околу 10 години. А пред 3 години му констатира дека е алергичен на глутен. И имаше проблем кога ќе јадеше бел лев, да речеме, и имаше проблем со стомачето, го болеше. И така констатиравме дека го носеа на тестирање. Дали тоа може да се излекува да понатаму имунитетот кој ќе подпорасне во пубертет, дали може глутенот да се искорени, да не е алергичен на глутен? Така јас ви благодарам за јавувањето. Различен тип нели на алергија така, која третираат колегите од гастро, меѓутоа може да надминат. Нели како што имаме возрастни кои во возрастна мислам да станат алергични, така да исто и со децата. Да, меѓутоа како еве и што споменавте и за претходните, редовно следење, контрола, па сето тоа ќе покаже дали апсолутно еднаш дадената терапија не значи дека е терапија за цел живот и дека треба родителите на своја рака да си даваат кога мислат или не мислат. Така да нас ни е многу важно исто така и да ги следиме епизодите, дали имало обструкција во меѓувреме, немало, какви се симптомите на алергиски ринит, за да знаеме како понатаму, така да. Так. И сега, доктор Тасовска, на почеток ве прашав нели разликите настинка алергија, меѓутоа што се случува? Знам дека тоа често го имате како проблем кога детево има алергиски симптоми, меѓутоа му се дава терапија за настинка, за не знам, можеби и антибиотик. Колку тоа ја замаскирува сликата на алергијата, колку па може всушност да му ја влоши, бидејќи без потреба можеби пие и против нели оние за грло, што се доколку станува збор за ларингит, или пак антибиотик. Да ја замаскира кога не е соодветна терапијата тешко. Напротив, родителите потоа се јавуваат бидејќи се симптомите влошени. Меѓутоа да ја влоши секако, самото давање на антибиотици општо го нарушува имуниот систем, го нарушува цревниот микробиом кој повторно се враќаме во круг и е подлога за алергија, односно за потенцирање действите, така да непотребно давање на антибиотици во никој случај. Меѓутоа, да, често ви се случува, пиевме ова, не му поминува, настинка не му поминува, всушност станува збор за алергија. Траењето на симптомите, како што напоменав, значи кога трае веќе подолго од 2 недели, треба да се посомневаат родителите дека можеби не е вирусна или бактериска настинка или е несоодветно третирана, но треба да се посети педијатар. Така. И бидејќи сме на самиот крај на емисијата, времето сепак ни помина, што она што е можеби како совет, како препорака ќе го кажете до родителите овој период кога веќе ни почнаа настинки, вируси, алергии? Да, секогаш ги давам истите совети. Здравиот начин на живот, значи конзумирање на овошје, зеленчук, престој физичка активност на отворен простор се разбира кога времето дозволува и кога имаме чист воздух или на повисоките места. Квалитетниот сон се трите основни параметри за децата да се поимуни, поотпорни како на алергиите, така и на престоечките вирусни бактериски заболувања. И секако кога ќе се јават симптоми да се обратат на педијатар, а не да ги третираат на своја рака. Доктор Тасовска, јас ви благодарам што бевте моја денешна гостинка и што еве ги споделивте сите овие совети кои што знам дека ги интересираат и млади и стари, бидејќи како што кажавме почна сезоната и на вируси и на алергии. Ви благодарам на поканата. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на Добриот доктор. Се гледаме повторно во понеделник во истото време. Имајте убав викенд, чувајте го вашето здравје и гледајте Сител. Довидување.